Атина ја сметат за богиня на мудроста, што не е наистина. Атина се роди во главата на Зеус со штит, со копие и со железна капа. Тоа е богиня на антите. Тоа е денешната Атика, која би требало да се вика Антика. Од тука анти. Атина би требало да се вика Антика, но ја вика тија Атина. Потоа имаме ние Афродита, жена која се родила во морските бранови од познатата приказна со трагедијата на нејзиниот татко Уран и гените кои паднале и создале огромни бранови, и тука се родила Афродита, Афра. А на македонски јазик до денес Афра, тоа е нешто кое горчи, кое боли. Додека грците од овој збор направиле пена. А пената кај нас, тоа е убаво нешто, сладко, вкусно, кај млекото и повеќе други изработки. Значи, сите богови на Олимп имаат имиња древно македонски. И Илијада, и Одисеј започнуваат и завршуваат на гората Олимп. Грците немале, немаат и не можат да имат било каква врска со нашата митологија. И Илијада и Одисеј биле напишани не од Хомер. Хомер по наредба на еден од атинските тирани, кој му наредил да ја погрчи, а што можел тој да погрчи, освен да стави грчки завршетоци на зборовите ос, ас, ес, ис. Тоа најдобро ќе ви го каже мојот колега, кој е меѓу вас, Одисеј Белчевски, кој ги почна да ги реди зборовите еден по друг, и јас се надевам дека ќе појде до крај. Таа прва цивилизација, митолошка, е поврзана не само меѓу себе, туку таа е тесно поврзана со топонимијата, над која јас и во првата, и во втората, и во третата книга ја обработувам. Грците немаат топонимија. Тие дошле некаде во последниот милениум од денешен Ирак. Таму им е гнездото. Беа истиснати заедно со финикијците. И сега кога од финикијците тие го зели писмото и го направиле, го погрчиле, мислам, си зачувале 24 букви. А ние имавме повеќе фонеми, ние додадовме и други, односно нашите прадедовци си прилагодија и Ш, и Ж, и Ч, и Щ, и Дз, што грците не го поседувале. И не може да го поседуват. Тоа биле народ кој дошол на овие терени како пирати со ограничен број на зборови. 80% од старогрчкиот литературен јазик тоа се зборови, или како што ги викат тие глоси, од древните македонци. Затоа што целата таа митологија почнува како и епосот и завршува во Македонија. Дури и самиот збор глоса не е нивен. Глоса значи глас. Тие немаат свој збор ни за Бог. Според сите оние што досега јас ги реков за боговите, почнува со Зеус, а тој е нивниот Теос. Значи го позаимиле
од финикийците, од венедите, од древните македонци подвлечено, бидејќи нити во Финикија, нити пак на друго место кај што живееле венедите, така тамо е изградена оваа митологија. Не, таа е изградена во центарот на Македонија и пантеонот гората Олимп. Целата митологија, целата ономастика и имињата на боговите се тесно поврзани со планините. Да почнеме од Олимп. Ништо друго тоа не значи освен омбол, добиен преку метатеза. А омбол на македонски значи нешто што блика. Тоа е извор, извориште. Веднаш под него течат две реки. Од едната страна е реката Пиникос Потамос, останато до денес, а тоа е Пенис река, река која тече од височините на Олимп. Од другата страна имаат грците и до денес не ја измениле и не можат да изменат и никогаш нема да ја изменат таа топонимија, е Селена. Потамос, Селена. Тоа е зелена. Сенките. Така. Да. Карши Олимп е планината Дзена, а боговите имали и своји непријатели. Тоа биле джиновите. Таа била планината на джиновите. Дзена ја викат затоа што тие не можат да кажат джена. И од тука джин. Да. Јас би зборувал без крај, се разбира, за првата таа цивилизација, која поврзувам со Крит, например, до денес чесите, ако сакат да кажат авиација, криите се, тие викат до Криту. Та, што значи Крит не значи ништо друго, туку место каде што мајката го спасила Цеос, да не го голтне и место него му дал да голтне камен завиткан во пелени. И тој бил причина да ги ослободи своите браќа и потоа си ги поделиле функциите. Посеидон, поседувач на дно. Та, како што е Македонија, имаме дон, дно, ниско, така. Како што е богот Македон, според приказните се разбира, ние имаме тука од една страна приказни, а од другата страна имаме научни податоци и знаеме дека Македон ништо друго не значи, туку е од со основата дно, дон, дно, и од тука ќе најдеме реката Дон, така, а синот на Македон се викал Олган, така, бог на реките, и како што гледате, најголемата река во Европа го носи неговото име, тоа е Волга, како што Македон го носи името на самата Македонија. До денес синовите на Македон се живи во нашата топонимија, Берска планина. Тоа е син на Македон. А Македон е син на Зеус, е еден од 12 богови. И како што гледате, топонимијата не лаже.